Почитувани граѓани, владата на Република Македонија предводена Зоран Заев продолжува да ве лаже. После еуфоричното најавување на зголемувањето на просечната исплатена нето плата во првиот месец од 2018 година, демантот стигна веќе во следниот месец, а тоа е вториот месец од 2018 година, каде што просечно исплатената нето плата доживува екстремен пат. Екстремен пат кој се должи на неспособноста на владата и неуспехот на владените економски политики. Нема поголем доказ за економското цунами на владата од падот на просечно нето исплатените плати. И официјално, просечната плата од 500 евра е лажно и недостижно ветување на премиерот Заев и владата. Розевата слика за која говори премиерот Заев и економските министри не постои, таа е лажна. Доказ за тоа е диаграмскиот приказ на нето исплатена просечна плата во Република Македонија во првиот и вториот месец. Оваа компаративна анализа кажува дека просечно нето исплатената плата во вториот месец е за 867 денари помала од таа што била исплатена во првиот месец или е намалена за цели 3,6%. Вртоглав пат се забележува и во неколку други клучни сектори, а тоа можеме да го забележиме веќе на следниот слайд, каде што се компарирани два клучни сектори, и тоа секторот рударство и секторот уметност, забава и рекреација. Во секторот рударство, просечната нето исплатена плата во вториот споредено со првиот месец е помала за 9,9%, а во секторот уметност, забава и рекреација, просечната нето исплатена плата во вториот споредена со првиот месец е за цели 26,4% помала. Анализиравме и други три клучни сектори, што можете да го видите на следниот слайд, каде што се дадени секторите земјоделие, транспорт и снабдување со електрична енергија. Просечната нето исплатена просечна плата во вториот месец во секторот земјоделие е за цели 6,11% помала споредена со таа во првиот месец. Истото се случува и во секторот снабдување со електрична енергија. Имаме намалување на просечно исплатената нето плата за цели 6,3%, споредено втори со први месец 2018 година, и истото се случува во секторот транспорт, каде што имаме помало исплатено нето плата во вториот споредено со првиот месец од 2018 година за цели 11,7%. Почитувани граѓани, ова директно ќе влијае на падот на стандардот на вас. Тоа значи дека се намалува вашата куповна моќ и дека вие осиромашувате. Животот станува потежок, а владата нема план. Ова мора да престане. И покрај катастрофалната ситуација на економијата, и покрај оваа катастрофална цунами економска политика, граѓаните на Република Македонија не треба да губат надеж, доаѓа ново утро, доаѓа нов дух, нова енергија, доаѓа нова надеж за Република Македонија.